Добар ден, 180 степени, телевизија Телмас. Стигнавме до најдобрите 6 кандидати. Александра, Сара, Ана, Емилија, Марија, Данило. Поминавме доста пунди, поминавме италијанска, поминавме македонска, со таа да почнавме, стигнавме до азиска. Сега да снимаме почеток, така, зашто сум спремен, ајде. Па пилешко со ориз ми се јаде. Ете тоа би, ако би можело тоа да готвиме па после и да ни дадат да си го зедеме мене моментов, тоа ми се јаде. Што би сакала да готвам, не знам. Веќе ми се исцрпиле сите идеи, се прави цело време нешто интересно, нешто што не би помислила, така што се надевам нешто интересно и овој пат. Кога станува збор за готвење, баш секој тип на храна ми е предизвик, дури и нешто и што го немам спремано, сакам да го испробам и сакам да го направам. Денес нешто лутко баш ми се јаде. Да ми дополнително на жештинава да така малце да не раздрема. Па, јас сум со тоа месото досаден, значи месо ако може, некаква варијанта, каква и да е. Да речеме кинеско нешто. Денес имате постави, ке прасвам, тоа е позитивно, и правиме стик драйт ролис. Затоа, тука е шеф Зоран Богдановски, ќе ви обяснам тој како го прави, што користи, како користи, кој редослед ги пржи, а вие ќе се потрудите да направите ваша верзија на стик драйт ролис. Да ги спомнам и спонзорите, Рамстор, секој един со нас, Президент, нас ќе го спомнавме со поглавите тави, Калбанка, Мат Петров, Уживчанка, Фортис, Индукциите, Периотина и компанијата Витамин. Се надевам дека успеав да го одржам тој ентузијазам до сега. Почнав со многу големи очекувања од себе, ме дотуркаа далеко, мислам дека и ќе успеам да го одржам тоа следниве неколку емисии. Веќе е се потешко, сите се спремни, добро готват сите. Ќе биде интересно. Задоволен, незадоволен, презадоволен. Имаше добри готвачи, така да мислам дека останавме најдобрите. Сметам дека стигнав до доста далеко во шоуто, веќе сме 6 луѓе останати, така што секој нареден круг е мало победа и до тука веќе се осеќам како еден вид на победник за самата себе. Сите знаевме уште на почетокот дека ќе дојдеме до овој момент, дека ќе почнеме меѓу себе да се елиминираме, нема веќе елиминациони емисии, секоја е крајна за еден. Се надевам нема да бидат овие неколку крајни за мене, ќе ја чекам последната. Спремајќи се така денеска за да дојдам на емисијата, некако ме фати трема, ама како стигнав овде, некако се чувствувам како на свое место и добро ми е. Веќе кога си дојден до условно кажано најдобрите 6 и тоа е чест и задоволство во секој случај.
тргнавме како ентузијасти, тргнавме во шоуто како забава, веќе доаѓа во ситуација кај што сме, нели, навлегуваме по-професионално во готвењето, да речем така. Надпреварувач, добре дојдовте во финалните 6. Како што кажа шеф Златко, од сега па натаму во секоја наредна емисија ќе има елиминација. Се надевам дека сте спремни за предизвиците кои што следат. Денеска ќе спремаме едно азиско инспирирано јадење, стир фрај ориз. Оризот кој што го гледате пред вас го спремив со 2 вида на протеин, тоа беше мој избор. Решив да ги потребаме двата. Во овој случај се работи за пилешки гради и за ракчиња. Протеинот кој што го нагласив е опционален. Можете да го искористите, но и не морате. Она што ќе го оценуваме денеска е техниката која што ќе употребите за готвење на ова јадење, каков ориз ќе употребите и најважно од се зачините кои што ќе ги употребувате. Нешто за кое што морам да ве предупредам, да внимавате на соленоста на јадењето, затоа што за ова јадење се користи соја сос, кој што веќе самиот по себе по природа е солен. Во ова јадење ќе се бара да има, ако веќе користите ракчиња, да има нота на сладкост, соленост и малце лутина. Ќе ви објаснам и во текот на вашето готвење некои чекори кои што ќе мора да ги проследите, а сега ќе ви дадам шанса да пробате еден по еден и да прашувате прашања кои што би ви интересирале за ова јадење. Ана, повели. Јас би пробала од ракчето, тука може да евентуално нешто да пропуштам, ама треба цело да го земам. Ова е кратко пропржено, на малку масло, претпоставувам. Има и некој зачин. Зачинот кој што го искористив е тогараши, тоа е јапонска врста на чили. Давам многу убав шмек. Пробај го и оризот, затоа што тоа ќе биде главната компонента за која што ќе ве оценуваме денес. Се чувствува соја сосот. Кромичето е свежо, сецкано. Има така малце доза јутина, луто. Грашокот е така ал денте сготвен. Јасно ми е. Ваква комбинација, ваков рецепт на азиски начин пржен ориз немам спремен на прв пат. Сара, повели? Што ја дава лутоста на сосот? Што прави да имам малку лут вкус? Лутина? Да. Тоа е зачинот јапонското чили кој што го искористив, тогараши. Тоа е единствениот лут зачин. Тоа е единствената лутина. Може да има малце лутина, јас искористив и гюмбир, заедно со лукчето која го препржува зеленчукот, меѓутоа главната лутина, хитот кој што доаѓа во ова јадење од тогараши. А има ли друго нешто што може да се стави внатре за лутина? Наместо тогараши? Да. Па имаме, моментално располагаме со 2 или 3 врсти на суво чили. На вас ќе оставам да одберете која ќе го употребите.
Секој има различен интензитет, така да направете го јадењето по ваш вкус. И уште прашање каков ориз се користи? Оризот е, имаме две врсти на ориз моментално. Едниот е стар и исушен, другиот е посвежо варен. Јас би ви препорачал да искористите од постариот ориз. Сладкоста има една сладка нота, исто. Од што ја добиваме таа, со што? Тоа е од ракчињата. Од ракчињата? Да. Свесна сум дека од сега секоја емисија некој ќе си оди, но таа е природата на шоуто и уште од старт чекавме кога ќе дојде овој момент. Така што секоја емисија сега ќе биде се повозбудлива и се неизвестна, затоа што до сега дури ако утнеш, имаше опција да се исправиш во елиминационата рунда, а сега веќе тоа нема да е случај. Но пак од друга страна ќе е полесно затоа што барем знаеш, си утнал и дома одиш. Дополнителен стрес е да што одма излегуваме од емисија без елиминационата. Се познава и по мене, не само што дојдов и сум веќе вознемирена, да речем, не знам како да се изјаснам, више немам ни зборови веќе. Прави дополнителен стрес, да. Ја имам едно прашање, колку ориз иде во рецептот? Као типс. Види, значи јас нема да ви барам волку голема порција. Барам да има доволно за тројца. Значи, ако правите порција за јадење за тројца луѓе да пробаат, мислам дека по 40 грама од човек 100 грама ориз би било доволно. 100 до 120 грама ориз за една порција. Пак исто ти е битно колку мастров ќе употребиш. Јасно. Да ти за Добро. Значи мораш да земеш во предвид колку зелен чук ќе ставиш со односот со оризот. Јајцата мораш да ги земеш во предвид кој што се основна база, не смеат да не остасуваат мимо протеинот. Дали ќе го користите или не. Јасно, благодарам. Можеме да бираме 1, 2, 3 протеини без разлика на јајце. Ја ме интересира за јајцето дали се става пред или потоа. Јас преферирам да го испражам прво јајцето и да го трнам на страна. После тоа да ги запрашам зеленчуците, да го додадам оризот и јајцето на крај да го измешам со целиот ориз. Со цел ориз. Да. Ау. Дечки, дали сте спремни? Вашите 45 минути почнуваат сега. Која се ставам? Добре. Ако ти треба кај мене имаш. Од надворешна страна ја пати. Пажливо те гледам, те чекав да се исечеш. Од надворешна страна, поред коска, само нека лизга. И не брзе, и не брзе. Така ќе се исечеш. Ето го тоа помало. Земи го, ако некој ќе поделиме, да гледам, нема многу.
Луто, земавме нешто луто? Има зачиште. Каде? Таму е. Луто? А, Кај мене имаше го таму. каде? Еве ова за Чунчево. У кутијево. Всички го доземам шишенца да ги можете да го зедам. Ако некому треба да остане слободно. Да. Не, овој брат, не. Тој не. Ево. Да. Оп, моето пази. Дали може Ханзо да се прима? А? Сите се добри, реално. Честни исклучоци, еве би ја избрал Марија, од самиот старт е како фаворит на еден начин. Меѓутоа, не значи сите можеме да сгрешиме во секој момент, така да не се знае никош. Стварно сите се докажаа до сега дека се одлични готвачи, така што со било кој кого би требало да работам, мислам дека би било супер. Кого би избрал Ема? Смирена, не знам, скромна, ненаметлива као мене. Така едноставно им убава енергија. Сите 6 сме добро спремни. Јас можам да кажам кој ми е фаворит, а сега дека конкуренција. Мене Марија ми е фаворит. Да. Со Марија. Велешанка од Калда од Велесба. Кога би имала право да бирам човек што би дошол у мојот тим, од кој можам да научам нешто, би го одбрал Александар. Падна првата крв? Да, ја уште првата епизода го спомнам. Втора е веќе. Може и четврта, ама не е страшно. Емилија? Мама, Ставложена? Него чекав ама да се однапред? врна замрзнато и ствари Гориш? почна да го сеќам. Добра. Да. Сменам за нов. Кажи ми, го измери оризот? Да. Колку грама? 100? Александар, Повелете? како иде? Па, мислам дека е добро, сега пак ќе видиме. Имаш убава шарена дацка? Крајот ќе каже, да. Благодарам. Брокулвата не се одлучи да не ја бланшираш? Не, Добро. многу е малку и заради тоа. Мислам Како? дека многу е малку, викам, малку стек колку заради излет, ама мислам дека ќе биде зготвен. Добро. Мислам, сега ќе видим, Се надеваме. да се надевам. конкуренција. Ајде ќе го кажам еве Александар како конкуренција, ама
со голема доза на резерва заради тоа што јас секогаш викам ако се победиш сами од себе си најголем победник. Па не сум размислувал искрено дека. Мислам сите добро готват. Веројатно некој се одвојува поише, некој помалце. Гледам некој од грото поише имаат готвено од мене, сигурно. Нема некој што го чувствувам како ривал. Ја обично го немам, јас стои над преварувачки дух во мене, затоа што сакам тимска работа. И мислам дека кога ќе дојдеме, веќе сме више дојдени при крај, без разлика каков ќе биде исходот, ја мислам дека би била задоволна. Како е интересно да разумно, без грешни намери, Вали, продолжава нареден етап. Најголемата грешка, имаше повеќе работи што не мислам дека се грешка, само беа склоп на околности. На почетокот не сватив дека пилето е замрзнато и си го исеков минимално прстот што ми направи целите први 5 минути ми тече крв и тоа ме доста успори. И од кога го надминав тој проблем ставив ракавици. Се тоа на ставање масло ми се отвори маслото и цело масло ми до тавата, па мораше да се вратам да го претурам и тоа малку ми направи паника за почеток. Па најверојатно дека сите се стресот, мислам дека го прави сето тоа. Сите сме под притисок. Брзаме за да завршиме порано. Ќе погледнеме после на часовникот, гледаме дека имаме уште време. Па после имаме значи тогаш момент кога се опуштаме, се викаме, окей, имаме уште време. И не знам, некако мислам дека конкретно за оваа емисија јас барем лично така се осетив, не знам за другите. Пак часовникот почнува да отчукува, судиите сигурни се дека сакаш тоа да направиш, ова направи, ова не направи, тоа дополнително малце ни дава зачин, не зачинува. И комбинација од сите работи, дали да ставам, дали да не ставам, да не сгрешам, да не сите се пазиме, повнимателни сме сега, можеби за тоа. Не се опуштаме многу. Никогаш не сум правил ваков тип на сум гледал многу. Мисля дека е поедноставно, веројатно е поедноставно кога знаеме она вака да го вртиме оризот, како и да се вика, со воктала. Не го малтретирајте толку оризот. При секој овакво го крши зрното и оно све што се трудиш да го добиеш, го губиш со тој потек. И ги примете го скоро да не мешаат, нели? Меше. Само го она, да, ете. Добре. Не ја руши кујната. Ако не тропа, не работи, значи. Не ја руши кујната. Марија, добре? Да, Се запаѓа на вкус. премногу. Мислам дека ќе ви се допадна.
Соја сос има? Ми изгледа како да нема. Ето. Не ги мешаш, планира само као од страна да ги ставаш? Толку да планира само од страна да го наредиш? Лути се многу. Лути се. Што е љуто? Тофуто. Не стави нешто па го улјутне? Па нема везе, нек се Па компонира да не со е сите други луто. вкусови. Сите јадеме луто. Да, нагласи треба да ги имаш тие три благичко, љуто и солено. Само не јадеме изгорено. Ева нешто ти го спомнав преска. Имаш го, но селектирај ги најубавите парчиња за презентација. Она што ќе остане обично е за став. Па ја мислев дека лесно ќе ми оди, ама не знам. Како што поминуваат, пошто нели сме останати уште 6 души, 5 колку сме, и тоа си го прави своето притисок, нормално. Кој би го правила нареден пат, наверојатно или би намалила на количината на ориз или би зголемила повеќе зеленчук, чисто за да има повеќе зеленчук на количината на ориз, исто така би ставила повеќе луки и ѓумбир. Мислам дека малку беше и трик тоа што сите меревме по ѓумбирот што го пишуваше упатствата, а ствари тоа на крајот излезе дека е премалку ѓумбир. Но секоја лекција е лекција за нареден пат. Овдека беше азиска кујна каде што се користат енормно многу зачини и зачини реално непознати за македонска кујна, освен кромидот, нели, кој што сегде го има. И сега целата работа е колку ја ставиш соја сос, дали ја ставиш соја сос, колку ќе ставиш, дали да не биде многу. Не знаеме оризот како ќе упие, готов ориз, зборам конкретно за мен. Иако ставив едно цело колку палец ѓумбир и лук, цело чешна, се испостави дека оризот упи све и буквално као многу малку доминираше. Исто и на љутоста, ја кога го пробував јадењето во тек на готвењето, мене ми беше прелуто, на крај испадна од косола и дека дури само една ница се осеќа во рецептот. Ти треба ли уште? Само не, тоа е малку остане тука. Ето. Кај беше црниот сусан? Еве го. Мари. Чекајчки се топлата се.
Ана, остај тоа, сервирај си го јадењето, Ана. Остај ги ножевите, сервирај си го јадењето. 15 секунди, Ана. Јурите, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не е некоја болка за умирање, не е некоја фатална грешка ако испаднеш. Секогаш може подобро и од најдоброто може подобро. Пак се вратив 4 пати елиминации, 4 пати се враќам, многу сум горд на себе. Веќе бев 2 пати во елиминации, не е прв пат, така што ќе се осеќам како веќе да сум утнала и да сум во елиминации. Доколку испаднам, нема да ми биде криво, затоа што сепак ова за мене е голем успех. Сите сме дојдени нели со истата цел и со сите го сакаме тоа што го сакаме, истото едното, нели, да бидеме ние најдобри, да бидеме први, да бидеме ние тие што ќе останат до крај. Но задоволна ќе бидам, јас си кажав и на почетокот на емисијата, со било кој резултат. Од самиот старт сум во шоуто и знам дека е све легитимно и чисто, така да и кога имало се враќале, значи бодови сме им враќале тимски кога сме работеле, така да мислам не треба да е никој незадоволен. Утре вече би замолил секој кратка презентација, што направи, како направи, па потоа ќе пробаме. Ана, поведи. Здраво. Денешната комбинација од ориз на азиски начин ја представувам во растурена верзија во порција, за да се осети растреситоста на оризот и на компонентите. Во припремата користев соја сос како еден од поважните зачини, исто и сладколуд чили. Ракчињата се пропржени на масло од сусам со додатоци од азиски зачини. Како се снајде при подготовката? Добро, убаво се снајдов. Многу вкусно испадна. Имате палач. Ова стек на сервирање, ете, се издвојуваше од другите, така јасно брзина го сервирав. Така ми беше идејата расторен да го сервирам. Оризот. Сара? Јас во најголем дел се водев по рецептот кој што ни беше даден, со тоа што додадов црвена пиперка, која што само одлучив дека треба да има внатре. Па, ќе пробате, ќе кажете. Емилија? Јас се одлучив да го направам моето малце поразлично, веќе верзија со тофу. Тофуто го маринирав во малце мед, во соја сос, многу малку бело вино и му ставив зачин азиски луд, мислам шишими дека се изговара. И така, оризот го запржив со целер, кромит, лук, ѓумбир, следев рецепт. Го проба за ово? Добра. Тофуто ми се допадна. Тоа што ми изгореше во стана. Дарио? Ја направив најсимпл, само во ракчиња. По рецептура тоа некој зачиња, тој японскиот како се викаше. Глобално по рецептура многу симпл го направив. Ти задоволи се кој? Да, вкус да. Марија?
Јас го правев на поинаков начин, од рецептот што беше даден. Пилешкото првен го маринирав во белка со малце пециво и густин. Го проварив 1-2 минути првен пилешкото, после тоа го запршив заедно со зеленчуците, го додадов форизот, ставив соја сос, сусамово масло, јајцата ги додадов и на крај направив омлет озгоре за да се потенцира јајцето. Омлетот треба да се растече за да се комплетира чинијата. Па, речен начин. Класично се држав до рецептот со тоа што состојка по состојка ги пржев, прво ги испржив јајцата, па ги испржив протеините, односно ракчињата и месото. После тоа зеленчукот го пропржив со ѓумбир, идов на свежа варијанта, ѓумбир и лук, помалку млад кромит и тоа. Повеќе. Може да пробам. Помалку. Бе, не направим на фати, че вака мрни, оподобно да Би сакала да можам со сите да работам во една моја замисла да имаме една голема кујна и сите да работиме заедно. Како тим, мислам дека многу може да постигнеме, но ни треба уште многу голема едукација на сите. На сите посебно. Ја прво од себе имам многу работи што можам да ги научам. Секоја емисија сум научувала нешто ново. Менторите и главните судии секогаш успевале да ни најдат некоја забелешка и плюс да не едуцираат, да знаеме за понатаму како. Ја би ги посетила сите нивни курсови кога би имала можност да научам што можам повеќе од нив. Едноставно мене кујната ми е љубов, готвењето ми е љубов и сакам тоа што ќе го направам да биде направено како што треба. Адговарувач, пробавме, видов. Кај мене засмета тоа што, ќе кажам генерално за сигурно не должен, едно ми хванеше кај сите, а тоа е вкус. Верес покрај некој осетим ѓумбир, волотина, 1-2 порции може би имаше Александар малку, го немаше тој кик, во јадење полно вкусови, бои исто, имаше некои порции, ќе споменам Ана, Данило, Дејде ја кажам, без соја, не многу зеленчук, ова шарени и полно вкусови. Денес мене тоа ме падеше, кај сите. Малку сум разочаран, но ќе оставам да искоментираат и колегите. Дечки, кој што рече шеф Злата, пробавме. Ке се надоврзам само дека и на мене исто во скоро сите јадења како да сте се исплашиле од чилито. Значи, воопшто во ниту едно јадење немаше чили. А на презентацијата растурено, може тоа да ти беше твојот концепт, меѓутоа ова јадење не се сервира растурено. Ако веќе го сервираше растурено, требаше да биде во подлабока чинија.
По сервирањето може би повеќе би врнала внимание, а не би се замарала толку со расчистување на масата, секако масата може и покасно да се чисти. Тоа е тоа. На судиите другите порции повеќе мислам дека им се допадна, како и да ми фалаше некој вкус. Го прифаќам моментот. Сара се потруди, добро пилешко, многу соја сос. Може да се види и по бојата. По мој вкус, може би, јас секогаш сакам екстра сос, меѓутоа не судам по мој вкус, судам по генерално како треба да биде јадењето. Емилија исто. Многу рамна линија на вкусови. Тофуто е убаво, малце има некој смоки вкус, што го прави интересно јадењето, меѓутоа лук, ѓумбир, како да не постојат. Зеленчукот, правевме нели муавати додека го готвеше, малце измалтретиран, малце му е земена душата, меѓутоа е на некоја си прифатлива граница на линија. Тофу јас се употребив. Тофу сакам јас. Имав еден период од животот кога јадев доста тофу. И тоа помислив малце да сменам, да биде поразлично, да не биде правен или со пилешко или со ракчиња. И јас сакав малце да прошарам. Данило, ти кажав дали ти е доволно соја сос? Достави. Пак не е доволно. Зеленчук недоволно. Ми се свиѓаше само како беше исацкан убаво, тенко, жилиен морковот. Секоја чест за тоа. Презентацијата нема да ја коментирам. Во ред, окей, се потруди калап. Мислев дека ќе ми оди лесно. Си измерив све како што треба по рецепт, прво имав добри, не знам, 20 минути припрема и мислев дека ќе ми оди едноставно, на крај нешто, не знам што се деси. Не стев доволно зачин, не стев доволно соја, мада по рецепт ставив све како што треба, го пробав, за мој вкус беше добро, ама немаше она, како претходно што го пробавме да има кик, луто, не знам, сојата да се осети. Намерно не ставив многу зеленчуци, сакав да го направам по-симпл, но се види дека требало да има повеќе зеленчуци, односно да има боја, разни вкусови и така натака. Марија, побарав стир фрајд рајс, добив оморис омлет. Независно од тоа што јајцето беше одозгоре и што, ете, може тоа беше некоја твоја идеја на интерпретација на ова јадење. Не знам на кого му текна сладко чили да употреби, па како први така други сите почнавте да го ставате во јадењата. Го одзима сосема вкусот на соја сосот, како соја сосот да не постои. А соја сосот е базата вкусот на ова јадење, значи ѓумбир, лукче, чили и соја сос, тие вкусови како база што ова јадење мора да ги има. Ентузијазмот е нешто што мора да те движи, нешто што мораш да го имаш за да продолжиш понатаму. На секој може да му се случи и умор, на секој може да му се случи и демотивација, на секој може да му се случи лош ден. Александар исто се залете и ти по сладкото чили. Не стев внатре немам, само... Имаш на страна, да? На страна само, внатре немам стев. На страна имаш. Пак, ќе кажам, измалтретиран оризот, малце масен. Дали си исплаши и ти од лукот и од ѓумберот, ама не постојат во тањерот. Ги нема. Нешто што јас очекував дека ќе биде доминантно, како арома, соја сос како вкус. Јас ниту аромата, ниту соја сосот како вкус не ги осетив во ниту едно јадење, освен во на Сара, што беше премногу. Го следев рецептот,
и како одеа, значи постапката како одеше на целиот рецепт. Прво протеинот го пржев, односно јајцето, ракчињата и пилешкото, лат кромит, значи се става на крај и на таа висока температура да е као карамелизиран. Иако не беше идејата тоа, требаше да биде свеж, практично малтене свеж, да биде као обарен во целиот ориз. Па да не должам ја да идам тањер по тањер, пошто повеќето работи ќе се повториме кај вас. Мислам дека сите направивте една грешка што предолго го пржавте оризот. Оризот е више скуван, ова јадење што реално од нарачка до излез 10 минути му требаат ако имате припрема за све. Сите некако премногу го малтретиравте, сите идевте на мешање, на тоа е непотребно за ова јадење. Го кршите зрното едноставно и од убаво испржено зрно вие го кршите, го правите по-неквалитетно. Сите потфрливте со ми фали зеленчук у скоро сите порции, треба да биде малку да има малку повише зеленчук. Кратко, на висока температура, кратко пржење, мешање, тоа е навистина брзо јадење. Се пржи протеинот, се пржи јајцето, се тргаат на страна. Зеленчук, висока температура, ориз, висока температура, се составува све заедно, се става соја сос да упие и се сервира. И сето тоа кратко иде, не иде она дугачко. Дугачко само го враќате малку, го си го кршите оризот, она што треба да го добиеме со пржењето е убаво цело зрно со обвивка, она малку да биде криспи, она да се двојат, вие го против тоа идете со мешањето, ама буквално сите. Сте гледале она, никој они скоро и да не мешаат, она само игра тавата горе-доле. Само се бутка оризот за да може да се превртува. Али се надевам дека ќе биде лекција за сите, што ќе одат понатаму. Балансот не само во ова јадење, во секоја готвење, во секоја техника на готвење, балансот на наменниците кои што се користат е многу важен и треба да се стави посебен акцент на тоа. Ние мислам дека дојдовме до една одлука. Еден треба да се оди. Не беше лесно. Не каде кој се изгледуваше како долар. Сите сте тука некаде. Тешко не беше да одлучиме. Ќе мора да се консултираме уште еднаш. И само тоа е тоа. За жал, денес шоуто ќе го напушти една личност, а таа личност е Ана. Фала ти многу. Ви благодарам и на вас. Со останатите, се гледаме наредна епизода од ова издечета порука. Бидете посмирени, попрецизни во работата и дајете најдобро од себе. Се гледаме наредна епизода. Па и мене ми е од една страна жал што се заминувам. Мислам дека можев повеќе. Здравје во друга прилика. Сега задоволна, јас никош не сум задоволна, мислам дека карактерот ми е тоа секојаш да си најгам грешки самата на себе, но сепак најверојатно поминав доволно добро за да дочекам уште еден круг. Дали мислам дека може подобро? Да, апсолутно. Секојаш може подобро, посебно во ситуацијата. Подобро да изгубиш у финале, него ли да изгубиш на прва емисија. Јас сум покажала до сега дека можам да издржам до тука, па и 5 најдобри да влезеш е, мислам, доволен успех. Добро заврши предизвикот. Малку бевме сите, мислам дека стресени, но тоа нормално е сега. Веќе после не знам колку и снимани емисии, има стрес, има нели тага што некој си оди директно, солзи, радосници, тага и така микс на емоции. Се на куп. Целта е постигната. Сме во најдобрите 5. Ќе дајме се од себе за да бидеме и можеби во финал.
мојата лична победа е тоа што баш го надминав тој страх од појавување на екран и тоа што ете ги презентирав моите готвачки способности. Живам во овие емисии, во сите овие снимања, многу научив од судиите, стекнав нови пријателства. Сега се среќна сум што бев учесник во ова шоу со оваа екипа и сум премногу задоволна што ете ги надминав и тие бариери. Добивам слободно што ги се појавам ете и на телевизиските екрани. Немам лошо сеќавање јас од емисијата, поменав преубави моменти овдека, кои што се моменти за сеќавање и за памтење. Секогаш кога ќе се сеќавам на емисијата, тоа ќе ми поведе убави чувства. Колеги, тешка одлука беше, но издржавме. Дефинитивно. Јас мислам дека видовме интересни концепти и начини на спремање на овој ориз, меѓутоа за жал еден мораше да се оди. Стално еден мора да отпадне. Кој ќе се најде последен на мишката, он ќе затвори врат. Пред нас е нова епизода, уште еден кандидат отпаѓа, следете телевизија Телма 180 степени.